Добро утро, добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Да си кажеме ова утро за македонскиот пазар на хартија од вредност, односно за македонската берза, која денеска организира инвеститорски ден. Ден без трошоци за тргување. Гостин по тој повод е Евита Иванова од македонската берза. Господја Иванова, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и благодарам за поканата. Да почна тргувањето 5 до 9 или Тргувањето во 9 часа започнува. Значи за 5 минути почнува тргувањето на македонска берза. И еве на почетокот веднаш повик до сите инвеститори или потенцијални инвеститори да го искористат денот, бидејќи денеска можат да купуваат акции и други хартии од вредност без никакви трошоци, односно без провизии и трошоци за сите чинители и учесници на македонскиот пазар на хартии од вредност. Како за најава доволно? Така, одлично. Ви благодарам за убавата најава и за поканата за сите инвеститори да се вклучат на денешниот трговски ден. Всушност, ова иницијатива Македонската берза ја започна во 2020 година, кога се одбележува 25 години од основачкото собрание на Македонската берза. Тоа е во 13 септември 1995 година се одржа основачкото собрание и по тој повод, по 25 години годишнина, Македонската берза всушност дојде до иницијатива, до идеја да се воведе еден ден каде што инвеститорите, домашните физички лица, при тргувањето со акции од македонските компании нема да имаат трошоци кои што вообичаено се наплаќаат од учесниците, дали се тоа брокерските куќи, берзата и депозитарот, така да таа иницијатива беше навистина поддржана од сите учесници пазарни, така да дури и од тие што треба да се откажат од провизиите? Дури од тие што треба да се откажат од провизиите и воедно добивме поддршка и од регулаторот, Комисијата за хартија од вредност, така да првата година навистина резултатите беа фасцинантни. Чисто за една илустрација, ако некој просечен дневен промет е околу 300-400 евра, првата година на тој инвеститорски ден што се организираше, прометот надмина 1 милион евра. Зборуваме за 2020? 2020, во 2020 година. Потоа имаше големен број на трансакции, ако например просечно дневно се склучуваат по 150 трансакции, или оваа година, овие последниве неколку години е набален бројот од 60-70 трансакции просечно дневно, тогаш се склучија 640 трансакции, така да навистина го поттикна интересот. И она што е особено значајно е што податоците што ги добивме од Централниот депозитар за хартија од вредност, каде што се отвараат оние сметки на инвеститорите, добивме информација дека за една недела биле отворени 50 нови сметки, што усвари е доказ дека некој кој што воопшто претходно не тргувал, не бил вклучен на пазарот на хартија од вредност. Се подготвува да тргува? Да, се всушност отвориле сметки за да може да тргуваат 50 нови сметки, што е навистина добра бројка. Ако некој не е подготвен со отворена сметка, а слушне сега во моментов и сака да го искористи овој ден, може да го стори тоа? Може да се брза е таа процедура на отварање на сметка? Да, брза е процедурата, ќе се обрати во Централниот депозитар, таму со основни податоци се отвараат тие сметки и нормално треба да се обрати кај некој од нашите членки, брокерски куќи или банки, кои што всушност го застапуваат клиентот во процесот на купопродажбата, за да може да се вклучи во тргувањето. Она што го напоменавте вие, всушност тргувањето има неколку услови за да бидат исполнети за да може да се важи овај всушност попуст. Односно не попуст, него воопшто не наплаќа да се искористи поволноста. Тоа треба да е прометот, вкупниот промет во текот на денот да не надминува 10.000 евра и да се значи да се физички лица, домашни и да вложуваат во домашни акции од најмногу до 10.000 евра едно физичко лице може да. Значи дневно да истргува, да купи или да продаде. Да. Значи прометот во текот на денот треба да е 10.000, да не надминува 10.000 евра. И да се домашни физички лица и вложувањето во акции од македонски котирани компании. Така, може да отприлика да се каже за колкава сума би заштедиле, например, ако некој тргува со вредност од 1000 евра акции, за колкави трошоци станува збор генерално, например, она што денеска ако него искористат, утре колку би требало да платат за? Отприлика околу 1% е вкупната провизија која што се плаќа и према берзата, и према депозитарот, и према брокерите кои што всушност ги застапуваат клиентите, од прилика значи 1% е вредноста на доместокот за тргувањето кој што треба клиентот да го плати за да може да некој што би истргувал до 10.000 евра би заштедил 100 евра. Да. За на име трошоци провизија. Према. Таа е таа поволност што ја раздвижува македонската берза.
Веројатно поводот бил 25 годишнината од основањето на македонската берза. Кој беше датумот со онаа слика што ја паметат сите веројатно звончето кога тоа беше првиот ден на тргување беше на 28 март 96 година. Така. Тогаш беше оној прв ден на тргување на кога всушност за прв пат зазвони берзанското звоно во историјата на нашата држава. Веројатно поводот за првиот инвеститорски ден бил 25 годишни од основачкото собрање на македонската берза, меѓутоа целта и идејата била и да се раздвижи домашниот пазар. Да, идејата е да се поттикне пред се да се поттикне инвестирањето, значи да се поттикнат самите домашни инвеститори да бидат вклучени во процесот на тргувањето и да се поттикне всушност и тргувањето со домашните компании и да се подобри она инвестициска култура кај инвеститорите, кај нашето население. Да, бидејќи многумина можеби имаат некаква заштеда која порадо ја чуваат на сметка во банка, можеби орочена, можеби неорочена, можеби дома под перница. Меѓутоа, имате ли впечаток дека се уште во Македонија генерално луѓето се плашат да инвестираат или недоволно знаат за поволностите и за предностите од купување и инвестирање во харти од вредност? Со текот на годините нели се подобрува таа инвестициска култура, односно се поголем бројот на инвеститори кои што се вклучуваат во процесот на тргување. За тоа доволен доказ е и структурата на прометот, значи кои се учесници во прометот на македонската берза. Оваа година и всушност и години наназад, најголем дел од прометот е всушност реализиран преку домашните индивидуални инвеститори. Податоците за оваа година, заклучно со 31 август, се дека 64% од прометот е всушност резултат на тргувањето на индивидуалните инвеститори, значи домашните физички лица. Од друга страна, тоа всушност покажува дека значи има интерес. Нормално, дали некој ќе вложи во акции или сепак ќе одлучи да ги вложи своите пари во банките, во депозити, зависи нормално и какви се каматните стапки, така да доколку генералната економска клима и економски амбиент во државата. Меѓутоа прашањето е ако 1% трошок заштедуваат денеска инвеститорите и на оној минатогодишен инвеститорски ден и на 2 години претходно, рековте ова е четврта година поред се организира, да. Тргувањето е значително зголемено, односно прометот во ваков ден е зголемен. Веројатно треба повеќе начини да се мотивираат инвеститорите, бидејќи 1% ќе речеме па и не е некоја преголема сума која ќе ја заштедат. Зошто во меѓувреме инвеститорите чекаат, тактизираат? Зошто е толкава разликата во прометот и во бројот на трансакции, во бројот на тргување во ваквите инвеститорски денови, сепак не станува за голема збор за голема заштеда? Одлуките всушност дали некој ќе инвестира или дали ќе се одлучи за своите пари да ги вложи на пазарот на капитал или сепак ќе одбере некој друг начин, претпоставам дека влијат повеќе фактори. Повторно ќе кажеме глобалните случувањата во рамките на економијата, дали имаат стравување од некаква инфлација, дали имавме годинава започнавме со еден да речем негативен амбиент каде што висока инфлација, можност од рецесија, сето тоа влијае на всушност оној сентиментот кај инвеститорите дали ќе инвестираат или не. Исто така би сакала да напоменам причината што оваа година почетокот всушност имаме една забавена динамика и тоа се осетно се почувствува и во прометот, е што започна со примена она одредба од законот за данок на личен доход, каде што всушност се оданачуваат капиталните добивки. Започна од 2023 година да се оданачуваат капиталните добивки кои што инвеститорите би ги добиле нели доколку поскапо продадат отколку што купиле харти од вредност. И тоа беше на еден начин забавување. Забавување, всушност тоа ги одврати инвеститорите во голема мера, мислам тоа ние го почувствувавме на
на прометот, така да и покрај тоа што нашите укажувања беа до креаторите на даночните политики дека тоа нема да има ефект во однос на полнењето на буџетот, а сепак ќе има негативен ефект на развојот односно на пазарот на капитал. Но и без оглед на ова ново обременување на данокот, генерално зборувано, не само во Македонија, глобално 2022 беше тешка година за инвеститорите и светските берзи беа и забавени и во голем минус, и берзанските индекси, генерално зборувајќи во светот, и тоа се должи веројатно на общата состојба, војната во Украина и не само тоа, туку и кризата и големата инфлација и високите каматни стапки што ги наметнаа централните банки. Меѓутоа, тоа во еден момент застанува и некоја анализа што успеав да ја најдам низ годиниве наназад, најголемиот пат на берзите по големата светска криза во минатиот век, 30-тите години, и она меурот во 2007, опоравувањето, односно кризите на берзите траат најмногу до 3 години, во распон меѓу 1 или 3 години, во просек некаде околу 343 дена во САД, каде што Wall Street има нели голема историја. Проценки тешко се прават, меѓутоа во Македонија и натаму, зошто е подобро како човек од берзата, зошто би ги повикале гледачите кои имаат одредена заштеда и поповолно за нив да инвестираат пари во некоја од компаниите кои го креираат македонскиот берзански индекс, односно водечките компании во Македонија, отколку да ги чуваат парите во банка за ниска камата. Така да. Видете, јас како човек од берза, всушност не е наша работа нели да ги потикнуваме инвеститорите да вложуваат нормално. Сепак секој треба да си направи проценка. Инвестицијската одлука треба да ја базира на информации. Она што е поволно кај нас, котираните компании, кои што се 90 на број, резултатите кои што тие ги испорачуваат, еве сега на полугодишно ниво, затоа што тие се обврзани да доставуваат квартални, полугодишни, годишни финансиски извештаи. Податоците кои што ги доставија за првите 6 месеци од годинава, всушност покажуваат дека во добра кондиција се котираните компании. Од вкупно 90 кои што доставија финансиски извештаи, 68 имаат остварено добивка, а 22 имаат остварена загуба и таа всушност споредено со минатиот период, значи од минатата година, всушност имаме пораз во добивките, околу 10 милиарди денари е генерираната добивка од сите овие котирани компании во однос на лани кога била 9,5 милиарди, што значи дека компаниите и покрај тешкотиите со кои што се соочуваат и покрај предизвиците кои што ги имаат, сепак испорачуваат добри резултати, што е всушност потик за инвеститорите, затоа што еве од 27 компании кои што всушност мислам дека 26 компании од котираните делаа дивиденда, нели по годишните сметки по стварената добивка, донеле одлука за исплата на дивиденда и кај повеќето од нив всушност голем е приносот. Така да колку е приносот во проценти? Па сега зависи, меѓутоа еве на пример чисто за една споредба, еве и тоа би сакала да го напоменам како поттик за можеби луѓето да инвестираат, граѓанската обврзница што се издаде во месец јули оваа година. Навистина интересот за вложување, за купување на тие граѓански обврзници кои што беа на 2 години издадени со 5% годишен принос. Интересот беше 2 пати поголем отколку што беше иницијалната сума која што се понуди за продажба, што значи дека доколку има добри инструменти, интересни инструменти на пазарот на капитал, добро, за обврзницата е познат и приносот. А за котираните компании се зависи, на пример, околу 12 од овие што ги спомнав 26 имаат поголем принос отколку овие 5% кои што ги носи граѓанската. Поголеми од 5. Да, поголем од 5% принос, така да во секој случај значително поголем принос колку каматните стапки кои ги даваат комерцијалните банки за штедење во нив. Да. Така да тоа е силен аргумент за како поттик, иако реков велите како човек од берза не е ваша работа да ги мотивирате. Да, така. Ако направиме еден кус преглед само на низ годиниве наназад, рековме 2022 беше исклучително тешка година и за македонската берза и за сите инвеститори, тешка инвестицијска година, тешка финансиска година, време на криза. Кои беа добри години, имаше ли вака, може ли да се сетите кои беа добри
или години на пикови, на врвови во прометот, во растот на македонскиот берзански индекс. Кога растеше берзата, кои години беа тешки? Нормално, сега ќе исклучиме 2007 година кога беше достигнат пикот не само кај нас секаде во светот, така да тој не бија зела за некоја компарација. Од 2007 наваму? Од 2007 наваму. 2000, всушност, во континуитет ние во изминатите 10 и па и повеќе години берзанскиот индекс бележеше континуиран раст. Така да мислам дека генерирано индексот за изминатите 10 години порасна за 250%. Што е навистина голем значајна бројка за пораст на индексот, односно всушност растеа цените на компонентите на индексот, тоа се 10 најликвидни котирани друштва. Меѓутоа, минатата година за прв пат забележавме минус кај ценовните нивоа на компаниите. Оваа година, податоците се со 31 август, нашиот индекс е во благ плюс, значи 1,28% е во плюс. Значи повторно нагорна корекција. Повторно нагорно, да. Меѓутоа, доколку тоа го споредиме со берзите од регионот, тој едноцифрена е позитивата, меѓутоа берзите од кои што се во земјите кои што се членки на ЕУ, односно тука се Хрватска, Словенија и Бугарија, значителни се порастите, мислам двоцифрени се отприлика порастите. Кај нас е едноцифрен? Кај нас е едноцифрен, да. Исто и во неколку други берзи од регионот се едноцифрени порастите, меѓутоа па има берзи во двете берзи од Босна кои што се па тие бележат негатива. Така да еве да речем забавено, меѓутоа во плюс. Полека во нагорна линија. Кога ги спомнавте веќе берзите од регионот, најдов еден податок дека во 2020 година, во онаа година кога почна пандемијата, македонската берза била само во промет, зборувам, зад хрватската и словенечката берза, многу подобро и од бугарската, и од српската, и од црногорската, и од Босна. На што се должел тој голем промет во Македонија, поголем дури од Европска Бугарија или Бугарија членка на Европската унија? Па искрено, кога всушност 2020 година беше година на пандемија, забележавме дека кога започна всушност пандемијата и кога можеби тоа од една страна предизвика кај реакција кај компаниите, односно цените започнаа да паѓаат, што всушност предизвика интерес кај инвеститорите да се вклучат или да ја искористат таа поволност кога цените се пониски и всушност да се вклучат во процесот на тргување. Така да тоа интересен беше тој феномен, сепак некоја таа беше криза од здравствени размери, меѓутоа кај во свеста на инвеститорите можеби створи една ситуација дека можеби се поволен момент да се вклучат во тргувањето, што се одрази на прометот, така да 2020 година навистина беше солидна, исто така и 2021. Така да сега кога споредуваме 23-та со овие години, затоа базата е доста висока и затоа можеби кај нас се добива впечаток дека прометот е низок и така дека немаме пораст на индексот голем, меѓутоа. А дали може да кажеме да стане збор за златна година од 2007 наваму, која била добра година за македонската берза и за видите, зависи сега дали во прометот имало некои значителни трансакции, оние блок трансакции што ги викаме кога всушност има поголем тоа е веќе договор помеѓу купувач и продач кој што после се реализира преку берза во зависност дали имало такви некои големи трансакции, така да не би издвоила некоја посебна година како добро, уште нешто околу компаниите кои се најбарани, односно чии акции на компании се најтргувани, најбарани, најатрактивни и дали се реални цените на компаниите кои котираат на македонската берза со оглед на искуството од тој меур во 2007, дали се преценети, дали се подценети или се уште има простор за раст? Во однос на најликвидните компании веќе со години тоа се неколку компании кои што всушност го носат и главниот промет. Тоа кај нас се компаниите од МБ10 индексот, односно Комерцијална банка, Алкалоид, НЛБ банка, што всушност за оваа година, сепак се држам за податоците за оваа година, околу 52% од вкупниот промет всушност отпаѓа на овие три компании,
кој што главен носител на прометот е Комерцијална банка со околу 34%, потоа е Алкалуит со 11% и НЛБ банка со околу 6% учество во вкупниот промет. Тоа се главните. Всушност тоа не е само кај нас концентрацијата на прометот да биде во неколку компании. Меѓутоа кај нас е карактеристично бидејќи е во банкарскиот сектор. И еве фармацевска една компанија, што е со компаниите од реалниот сектор и дали се сличен распоредот на Има, значи така, исто така и во останатите земји дали исто така котираат банки? Всушност кај нас интересно е што во МБИ 10 индексот од вкупно 10 компоненти 5 се банки, така да кај нас банките се доста застапени и во тргувањето и во самиот индекс. И на други берзи всушност концентрацијата е во неколку сектори, неколку компании, така да не е тоа не сме ни исклучок. Еве на пример чисто за илустрација сега во Соединетите Американски држави фокусот е пред оние технолошки компании, така да тие се главниот носител и на прометот и да речем го придвижуваат индексот. IT компаниите, се нели во период на вештачка интелигенција, на оние новитети што се во областа на... Спомнавте дел од компаниите, од оние кои го сочинуваат. Дали се тие успешните, бидејќи сега имате и нов клуб кој го формиравте? Так. Дали станува збор за дел од тие компании или нешто? Не, всушност идејата за формирањето на овој деловен бум клуб, бум всушност доаѓа од кретенката берзата и успешните во Македонија. Всушност тоа е клуб на мали компании кои што не се организацијскиот облик не е акционерско друштво, туку се или друштва со ограничена одговорност или доели, кои што всушност имаат потенцијал за раст. И идејата е всушност овој клуб и во овој клуб се аплицира и имаме за членот околу 20 компании, кои што се идејата да им дадеме поддршка на овие компании, својот сегашен или иден развој да го финансираат преку пазарот на капитал. Всушност тоа ќе се направи да излезат на берза, така, и на тој начин всушност преку пазарот на капитал, преку емисија на харти од вредност, да можат да си приберат свеж капитал за финансирање на својот иден развој. Така да овој клуб всушност идејата е да се створи една мрежа каде што ќе комуницираат компаниите меѓу себе, тука ќе им се даде поддршка и во делот на подготвување или за излегување на берза. Иначе овој клуб е во партнерство со ПВЦ Македонија, значи ревизорската куќа ПВЦ Македонија, ја добивме поддршката и од Сојузот на стопански комори, бидејќи всушност овие мали компании се членки на Сојузот на стопански комори, така да навистина мислам дека имаме убава можност да им се даде поддршка. Каков е интересот сега? Интересот е солиден со оглед на тоа што е веќе 21 компанија пристапија со апликација кон овој клуб. Генерално малку уште околу бројките рековте, спомнавте бројка на компании кои котираат на македонскиот пазар на харти од вредност. Колку компании котираат? 90 компании котираат на официјалниот пазар. Да, тоа се всушност компании кои што дали по основ на доброволна котација се пристапени кон тој официјален пазар или па по сила на закон, бидејќи имаме таков сегмент задолжителна котација кој што по сила на закон исполнува одредени критериуми и сега се уврстени на тој пазарен сегмент. Добро, во Македонија има неколку илјади трговски друштва, активни, со активни жиросметки кои добро работат. Зошто само 90 компании? Не, всушност 90 компании се на тој официјален пазар, каде што друштвата или самите, повторно ќе кажам, се уврстени на тој пазарен сегмент. Меѓутоа, иначе базата околу 600 компании има кои што чисто акции се тргуваат на берзата. Така сега идејата ваша како пазар на харти од вредност е да привлечете нови производи, да дадете нови производи за тргување. И веројатно тоа е идејата на формирањето на Бум. Идејата на Бум клубот е всушност да им се
отвори можноста на овие компании кои што се солидни. Се тука не би споменувала имења, меѓутоа кои што се навистина солидни, дали во областа на фармацијата, на не знам, на IT. Имаме многу мали силни фирми. Мали и средни фирми кои што имаат потенцијал и навистина испорачуваат добри резултати и се препознаени во И навистина треба да се појават на берза и да се овозможи тргување со нивните акции. Така, да се всушност да излезат преку иницијална јавна понуда, значи за прв пат да се отворат кон јавноста, за да може да всушност да дел од сопственоста, да речем, да премине во рацете на јавноста и да се трансформираат во акционерски друштва и понатаму да си го следат својот иден развој. Зашто станува збор за недоволна финансиска култура, недоволно развиена финансиска свест, инвеститорска свест? Со оглед на тоа што берзата постои 25 години и повеќе, колку е? Од 30. 96-та прв ден на тргување, така. Рековте повеќе од 500 компании можат акции на повеќе од 500 компании да се купат на берзата, 90 котираат на официјалниот пазар. МБ и 10 се најсилните компании во Македонија и добро им оди. Зошто не се охрабрат оние мали успешни примери на семејни, фамилиарни бизниси, компании кои израснале брзо во последниве години да се појават на берза и на тој начин да ги финансираат своите идни проекти? Ние во изминатиот период, ајде не речам изминатите 15 години, се обидуваме да го промовираме финансирањето на друштвата преку пазарот на капитал, значи алтернативниот, не да бидат ориентирани кон банкарското финансирање, посекако тоа е можеби за нив најлесен начин или да си го финансираат својот кредитирањето, преку банките. Меѓутоа, можеби се уште во свеста на компаниите е стравувањето дека ќе изгубат дел од сопственоста, бидејќи јас ако имам ако сум компанија која што сум собственик на компанија, можеби ќе имам страв дека со излегувањето во јавноста дека ќе изгубам дел од сопственоста. Меѓутоа тоа не е така, мислам, има начини како јас да се задржи доминантен пакет. Мислам дека се уште тоа созрева во размислувањата кај на таа идеја во размислувањата кај друштвата, кај компаниите. И јас навистина се надевам дека во скора иднина ќе имаме еден успешен пример на потребна една успешна приказна да има. Кога тоа ќе се случи, ќе биде поттик и за другите, ќе отвори врата и за другите да може да. Има во најава дека можеби некој од таквите размислува да го направи првичек? Ние сме воделе разговори, дали самостојно или во соработка со други институции. Навистина имавме каравани, значи средби, состаноци со многу компании. И мислам дека некаде како идеја созрева, и се надам дека ќе и овој бум клубот всушност уште еден поттик да може да бидат да се свесни дека имаат поддршката од берзата. Ние секогаш сме ја нуделе таа поддршка, било да е во ноу-хау или било, мислам, на кој начин за да се поттикнат, меѓутоа верувам дека ќе биде искористена. 21 минута по 9 часот, веројатно веќе имаат полни раце работа брокерите, веќе се вртат телефони, се даваат налозите, се потпишуваат да се тргување. Да, ќе биде интересно, љубопитен сум да видам како ќе заврши овој инвеститорски ден. За крај само што подготвува друго нешто берзата налик на ова како денеска за да ја промовира, поттикне поголемо инвестирање, поголема присутност на берзата, поголемо тргување. Секако, значи, ова веќе ќе премине во традиција да се организира овој инвеститорски ден и понатаму во иднината. Јас сама би сакала да најавам една убава можност, секој што сака да чуе од експерти и од еминентни аналитичари за случувањата на бирзата и за евентуално некои новитети што се случуваат на пазарите на капитал, да бидат гости на нашата годишна конференција, која што ќе се одржи 27 септември во Охрид. Па ги поканувам сите што се во можност да дојдат и да ги слушнат. Ќе има нешто ново? Да се соопшти? Ќе има интересни панели каде што всушност имаме експерти и домашни и странски кои што ќе дебатираат на интересни теми, така да можат слободно сите заинтересирани на нашата интернет страна да ја видат програмата и да дојдат и да слушнат нешто од. Да, ја пред да ви се заблагодарам, ќе ви посакам успешна работа, полни раце работа во наредниот период, повеќе компании, повеќе пари, повеќе инвеститори, бидејќи тоа ќе раздвижи генерално економијата на државата. Благодарам и вам. Господи Иванова, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и вам.